Македонските лидери мора да ги урнат менталните зидови, да ги затрупат менталните ровови и што поскоро преку диалог да дојдат до решение со кое ќе се надмине политичката криза, порача председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов. Тој констатира дека наместо исполнување на Солунската агенда и интеграција на целиот Балкан, Европската унија се соочува со последиците на светската економска криза и со проблемот со бегалците, што, како што рече, придонело нецели 30 години по падот на Берлинскиот зид, Европа да почне да гради нови зидови. Затворајќи се сама во себе и претворувајќи се во тврдина, Европа како да си ги подкопува сопстените темели. Ниту една држава, па дури ни Република Македонија, не е имуна на овие процеси. Ветувањето од Солун не само што не е исполнето, туку и политиката на проширување се соочува со стагнација. Цели 10 години Република Македонија не е на агендата за проширување на Европскиот совет поради блокадата од јужниот сосед. Блокадата доведе до тоа за само 6 години и да имаме 3 политички кризи, секоја посериозна од предходната, рече председателот Иванов. Општина Гевгелија ќе обезбеди локација за организирање на специјален пункт за еднодневен престој на мигрантите до нивното заминување со јавен превоз кон Табановце. Договорено е меѓу гевгелискиот градоначалник Иван Франгов и представниците на УНХЦР и на Меѓународниот Црвен крст. УНХЦР побара пунктот да биде лоциран на просторот околу автобуската и железничката станица во Гевгелија, за да се спречи талкањето на бегалците по другите делови од градот. Пунктот ќе биде опремен со тоалети, вода, маси и клупи и со заштита од сонце. Градоначалникот Франгов укажа на потребата од ваков пункт и во меѓуграничниот простор на Македонија и Грција, каде што престојуваат многу бегалци без никакви услови. Министерството за внатрешни работи во периодот од 19 јуни до денеска издаде вкупно 6349 потврди на странски државјани кои изразиле намера да бараат азил во Македонија. Од нив 5000 се мажи. Според државјанството, на лицата на кои им се издадени потврдите, најбројни се државјаните на Сирија. Македонските земјоделци полесно ќе можат да дојдат до кредити од комерцијалните банки и за нивно добивање ќе им треба за половина помали банкарски гаранции. Тоа им го овозможува денеска потпишаниот договор за соработка меѓу Министерството за земјоделство и УСАИД, со кој се воспоставува гарантен фонд за земјоделство и рурален развој, што ќе обезбедува до 50% од потребните банкарски гаранции. Гарантниот фонд ќе функционира во следните 10 години и преку него ќе се пласираат кредити во висина од 20 милиони американски долари, а доколку барањата се поголеми, има можност да се обезбедат дополнителни средства. Целосно се монтирани 80 столбови од 400 киловолтниот далекувод од Штип до македонско-српската граница, а досега се завршени околу 75% од сите предвидени градежни работи. Според очекуваната динамика, далекуводот во целост треба да биде готов до септември годинава, пошто ќе биде ставен под напон, со што Македонија ќе добие електроенергетско поврзување со српскиот електропреносен систем. Далекуводот е инвестиција на МЕПСО во вредност од над 11 милиони евра, околу 10 милиони евра се кредити од Светската банка, а останатите се сопствено учество на МЕПСО. Министрите за финансии од еврозоната се согласија да го почекаат исходот од референдумот во Грција пред одржувањето на нови дискусии за должничката криза во Атина, изјави председателот на Еврогрупата Јерун Дејселблум. Во овој момент не гледаме смисла за продолжување на разговорите, нема да има средби во следните денови за предлози или финансиски аранжмани ниту на ниво на Еврогрупата, ниту меѓу грчката влада и институциите, додаде тој. Приоритет на Меѓународниот монетарен фонд е да му помогне на грчкиот народ во текот на овој тежок период на економска криза, соопшти фондот на својата интернет страница. Според ММФ, Грција треба да преземе чекори за реформирање на економијата, а европските партнери да ја обезбедат на земјата дополнителни финансиски средства и отпишување на долгот. ММФ потсети дека нема да ја финансира Грција се додека земјата не ги подмири своите долгови. Викиликс објави прислушкувани телефонски разговори на германската канцеларка Ангела Меркел и нејзиниот личен асистент во кои таа изразува скептицизам и сомнеш за начинот на решавање на грчката криза. Меркел не била сигурна што би можело да ја спаси Грција, дали кратење на долговите или нови пакети на финансиска помош. Од транскриптите од разговорите направени во 2011 година може да се заклучи дека Меркел се плашела дека Грција нема да може да ги реши своите проблеми, дури и да се простат дел од долговите. Разговорите што ги објави Викиликс се дел од прислушкувањата на германската канцеларка што ги вршеле американските тајни служби.